Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото гостини се Љупчо Ристовски, председател на партијата Интегра, Македонска конзервативна партија. Добре дојдовте. Љуизин Фаризи, добре дојде и за вас, и Александар Генчов, аналитичар и еден од основачите на Евроатлантскиот совет на Македонија. Добре дојдовте и вие, господин Генчов. За многу актуелни работи што се случуваат во моментов во држава ќе зборуваме вечерва. За почеток, деновиве изминатата недела, можам да кажам, меѓусебно власт и опозицијата буквално се надмудруваат околу тоа треба или не треба да се укине техничката влада. Таа сепак нема да се укине следните избори, туку на изборите што ќе се одржат по нив. Меѓутоа, најавите еве веќе од СДСМ се денеска тоа го потврди лидерот Филипче, дека тие ќе излезат од работната група за изборниот законник. Деновиве бевме сведоци на изјави од типот дека ќе се бойкотира собранието, изборите, можеби така натаму. Дали ова е најава според вас за некаква идна политичка криза или како гледате на овие случања, господин Ристовски? Прво вас ве прашувам, бидејќи и техничката влада, претпоставам и вас како партија ве тангира. Јас од секога сум поборник на чисти ситуации, на јасни релации и односи во политичкиот систем. И вакви странични решенија, да не речам латерални решенија, не се додадена вредност за било кој политички поредок во принцип. Значи, технички влади се сигнал дека општеството не ви функционира, дека политичкиот систем не ви е во релација таква како што треба да биде според нормата. И технички влади во суштина праќаат многу лоша порака и кон меѓународната заедница, но и кон домашната јавност. Се елемент на внесување на несигурност кај луѓето. Значи немате чисти ситуации, имате помешани односи, па се уа дури некои хермафродитни ситуации, заменик на заменикот, помошник на помошникот. Да, но ставовите на СДСМ се дека во моментов нема услови за демократски избори. Не, ќе си ги смена. Тие има доволно време и власт да создадат услови за демократски избори. Има време, така владееат. И ВМРО имаше време. И едните и другите владеат по 17 години од прилика со Македонија. Ставот на СДСМ кога беа на власт последно беше дека треба да се укине техничката влада. И едните и другите требало до сега да направат политички систем и поредок тако како што личи. Нели, на западните европски демократии кон кои што Македонија пледира. И тука немам дилема, значи ние мора да се зафатиме, јас во секоја емисија ќе повторувам, со длабока реформа на политичкиот систем. Нас ни треба радикални резови, почнувајќи од изборниот законник, како СДСМ сега оценува, со излегување од работна група, покажува очај, знак на немоќ. Тоа е најклучниот закон кој што може да условите дека нема да има фер избори, дека еве и самиот споредни факт дека немало реформи, дека говори дека државата се уште не е спремна. Ние како политичка партија не се почнат преговори со Европска унија да постои техничка влада. Ние како политичка партија после секој изборен циклус велиме дека имаме дисторзија во системот, дека имаме отворена рана, отворен вентил каде што се снемуваат гласови. Ние на последните парламентарни избори имавме материјални докази од Државната изборна комисија, од официјалниот сајт, од официјалните резултати објавени и на македонска телевизија и на сите медиуми. Имаме скриншот, имавме точно во точни изборни места, зборувам за локалните избори, односно за парламентарните избори се извинувам, каде што од 2980 гласа по избирачко место во 19 часот дента, значи во 12:10 на полнок биле 2980 во едно избирачко место, во 19 часот се смалиле на 21 глас. Секаде делеле со количник 12, значи тоа го прави некој октриран центар на моќ. Од тука СДСМ знае дека имаме лажирање на избори. Ние немаме валиден, веродостоен резултат на парламентарни и на локални избори во Македонија. Но никој немаше забелешка на изборите. Ако СДСМ излегува од клучната комисија, каде што ќе имате клучна реформа на политичкиот систем, еден од клучните столбови е изборниот модел, изборната регулатива, регулативата околу политичките партии, околу финансирањето на изборната кампања, каде што имате уште еден вентил кој што е, па да ми кажете, права перверзија.
да од 6,5 милиони евра 90% отидат кај тие владечки партии. Ние милион пати говориме, ако Хусейн Болт на Олимпијадата освои златна медаља, па не му даваат 50 метра предност на наредната Олимпијада, на што ќе личи тоа? Зошто да имаат предност победниците на избори? Зошто? Мора да имаат еднакви услови сите. И тука СДСМ мора да бие битката за правилни избори. Во комисија, во системот, во институции, внатре. А не вака да се играме играчки. Добро, тоа е вашиот став. Фаризи, како гледате на овие процеси? Очекувате ли дека ќе се надминат овие несогласувања? Треба ли да го напуштат работната група за изборниот законник СДСМ и што наговестуваат овие процеси? Прво, техничката влада мислам дека одамна требаше да се укине, односно после 2020 година, кога веќе СДСМ во тој период беше дел од власта, кога им загарантираше на граѓаните дека изборите беа фер и демократски и дека начинот на манипулации на изборите веќе е во минатото, така што јас мислам дека дури тогаш требаше да се укине техничката влада. За 2024 година пак, значи да немавме техничка влада, но сепак тогаш не се договорија, нели пред 2024 година самата ВМРО ДПМН предлагаше да се укине техничката влада, но и тогаш тие не се согласија, знае дека ќе имат слаби резултати во тој период. Добро, 2018 барале ВМРО ДПМН не достани така. Истото да го чекат во следните парламентарни избори кога и да се, за да може да бидат дел од владата, бидејќи начинот како размислат политичките партии во опозиција, пример СДСМ толку е слаба, не знам колку 18 пратеници нели има у собранието од прилика, она ако добие во следните парламентарни избори да ги повторува, односно да зема плюс некој пратеник, би прогласил победа, односно би прогласил дека има... Добро, но на следните избори сепак останува техничката влада. На тие порив, така беше, кажано. За тоа кажувам дека ако останува, бидејќи тие ќе го земат Министерство за внатрешни работи и Министерство за социјална политика како министри, дополнителни министри што ги имат во другите министерства, и на таков начин тие се обидуваат да го држат бројот на гласовите, односно да го покажуваат бројот на гласовите, за да може да добијат повеќе пратеници во собранието. Но јас мислам дека сосема во различен период на време сме, бидејќи помина веќе 10 години од кога е направена, односно измените на законот за владата, односно изгласување на техничката влада последните 100 дена пред да мине мандатот на, односно 4 годишниот мандат на владата, односно ако се договора да има предвидени парламентарни избори, така што јас мислам дека тој менталитет ние во почеток кога предлагаше ВМРО ДПМН да се смени законот, односно да се укине техничката влада, одма политичките партии и на албанскиот дел, одма почна да го покренат прашање дека треба да ги прашаме странците. Вака ако го гледаш на таков начин, некои луѓе уште во менталитетот мислат дека Македонија е протекторат, а не земја која е дел на НАТО и за да биде утредента и член на Европската Унија. Јас мислам дека овој начин на размислување ние треба да го напуштиме. Државата има капацитет институционално и политички да има кредибилни избори и на крај на краишта за тоа што вие кажувате дека може да напушти во преговорите, односно во групата за изменување на законот, изборниот законник, односно јас мислам дека пред се СДСМ го има председателот на Државната изборна комисија. Тој треба да гарантира таму дека ќе имаме фер избори. Така што тие не може да го критикуваат влада кога првиот човек го има таму. И вториот момент, ако правиме компарации на опозиции, истата улога ја игра и албанската опозиција во Албанија. Истот кардиналната грешка го направи пред неколку 4-5 години кога имаше локални избори, не учествуваше на тие избори. Ди Рама буквално ги победи, односно ги освои сите општини, Европската Унија ги поздрави, тие беа демократски и на крај на краишта тие остана 4 години без тие градоначалници и на крај на краишта дополнителни победи на парламентарните избори, бидејќи тоа му даде моќ. Јас мислам дека владата не треба да ги моли дали сакате да правиме реформи или не. Мислам дека конечно завршено е времето. Знаете како е, кога се носи изборен законник, тој мора да се донесе. На крај треба да се бориш, бидејќи кога излегуваш во политика треба да се мериш и треба да се бориш со концепт идеи, а не со интриги, односно да се обидуваш
на скришен начин да ги добиеш изборите и тоа се знаеше во минатото како беше во нашата држава. И Генчов, вашата Добро, популност, вие не се бавите многу со тие внетрепартиски, меѓупартиски. Па да, затоа што не сум вклучен во ниту една партија и затоа можам да гледам. Но ние сме еден од ретките примери, не знам дали сме воопшто единствен пример кај што има техничка влада. Да, тука се согласувам. Тој техничка влада асоцира дека демократските процеси во една земја не се на доволно завидно ниво. Таа влада почна нели кога требаше да се сруши режимот така наречен или не така наречен, и тоа беа неколку сет мерки, сет процеси, техничка влада, специјално јавно обвинителство и така натака, но меѓутоа ние не можеме да ги затвараме очите. Тоа е алатка која што полесно ни беше да го затвориме специјалното обвинителство отколку да кинеме техничко. Секоја една опозициона партија во овој момент би сакала да ја има, а и реални да бидеме. Демократскиот амбиент и на последните избори на сите други не беше баш на најзавидно ниво. Имаше во многу општини каде што директно имаше злоупотреби во изборниот процес. При постоење на таква констелација на односи, каде што тие ги сметаат нели тие две клучни министерства, Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјала, евентуално би можеле да се надминат некои процеси кои што би ги правела владеачката гарнитура, но во овој момент СДСМ не треба да се сконцентрирува на тоа. Таа има сериозна задача да се избори во опозициониот, прво во самиот опозиционен блок има сериозни предизвици воопшто, бидејќи таа веќе не е главна опозициона партија во Македонија и по број на гласови, но и да не е, и да е во овој момент е така поставена работата, се уште си имаме како дуалитет во изборите СДСМ, ВМРО, ДПМН и дуи наспроти Влен, што е една друга аномалија, во колку би имале можност, би можеле и да ја поразговараме. Но СДСМ сега ја има задачата да направи многу посериозни процеси во државата, ако сака да се врати прво на тронот на опозициона партија, на која што па сигурно не да се радува само на победата на Орбан, на пример. Значи, не на поразот на Орбан се извинувам. Значи, на победата на Маѓар, на победата на Маѓар. Сега бидејќи вие ми го поставивте прво тоа прашање, јас не сум овде да ја судам СДСМ, немам никаков интерес. Ние ги анализираме процесите можни што кога веќе алудираат да бидат водечка партија, тука се јавува еден многу интересен момент. Која е водечка опозициона партија во моментот? Според многу елементи тоа би можело да биде и ДУИ, но со оглед на етничката поставеност тоа отвара многу други сериозни прашања како би изгледало ДУИ да биде водител на опозицијата, што не е ни исклучено во некое време, но во секој случај треба да се усмери на многу поголема присутност и многу теми кои што треба да ги отвори, они отвараат Европска унија. Значи според вас ДУИ е сега голем ривал на СДСМ, така? Па не, сега се отвара едно прашање која е водечка опозициона партија во моментот. Ако нели ние сме унитарна држава, нели сме унитарна држава, еднаш ќе треба да се соочиме со дихотомијата на нашите избори. Ние имаме избори каде што и целокупниот мајндсет на општеството, целокупниот процес кога се организира, па дури и дуелите на телевизија, нели викаме кој е победник, СДСМ или ВМРО, ДПМН, се уште СДСМ. Да, но знаете каква е риториката на ДУИ, особено на Ахмети, победник со победник, ништо што нема во устав, меѓутоа на тоа инсистира, да. Само малку. Значи, прво кој што еден од тие кои што во мини излегувања моја во политичкиот дискурс во Македонија, претежно благодарение на Канал 5, зашто сум задоволен, беше заради тоа што меѓу првите реагирав на процесот сите албански партии на едно купче собрани со поразениот кај македонците. Така владееше СДСМ, односно владееше ДУИ со неговите сите коалициони партнери. И тоа беше процес кој што остави една длабока фрустрација, претежно кај македонците, и јас од оваа говорница тука, од ова место, бев првиот кој што се спротистави на таквиот процес.
Меѓутоа во животот не треба да го правите тоа што не сакате вам да ви го прават. Кога веќе постои дихотомијата во гласањето, кога веќе имате избори каде што целокупниот мајндсет на општеството вели кој победи во албанскиот блок. Тоа го има секаде, значи во секое вие имате кој победи во албанскиот блок. Ако сме ние унитарна држава, да речеме сме, тогаш таквиот мајндсет би требало да се надмине. А ако веќе постои таквиот мајндсет, ако веќе постои и таа етничка, да ја кажам разноврсност, ако постои неофицијалната обврска и од Охридскиот рамковен договор, тогаш е логички да се види бројот на гласовите. Јас не би сакал сега да навлегувам како ќе се избројат, на кој начин ќе се избројат, кои ќе се бројат и како ќе се бројат, меѓутоа кога веќе ние сме имале еден мајндсет на кој што ВМРО ДПМН е доби, да не се лажеме, ВМРО ДПМН е доби на таа синтагма. Сите албански партии здружени на купче против поразениот кај македонците. Во овој момент ДУИ има потполно морално право да се осврне на истиот тој принцип и да го употреби таа флоскула, повторно ќе кажам, во колку одиме во таа насока. Ако веќе нема поделби, еве ние се залагаме да нема поделби, нели, унитарна Македонија, иако во рамките на унитарната Македонија повеќе пати сум кажал, имаме процес каде што македонската нација демографски паѓа од година на година, од избори на избори, од попис на попис, и по број на родени деца, и по број на гласачи, и по број на запишани гласачи. Ние тоа фино лепо си го покриваме, ние тоа си го сокриваме, си го ставаме под тепих, не се соочуваме со таа реалност. Фрапантно е од кои причини општеството сега беше еднаш беше Дојче Веле, втора беше Канал 5, каде што почна кога вели дека бројот на население, нели, се намалува. Канал 5 беше првиот, ќе влезе во историја пред 7 дена, каде што кажа дека се намалува, но не се намалува во подеднакво од етнички аспект. Се намалува, но не еднакво од етнички аспект. Јас ги имам тука и бројките, претпоставував дека ќе дојдеме и до ова. И во таква ситуација, кога имаме таков еден процес, може да се отворат многу сериозни прашања околу тоа, например, кој ја води опозицијата, како би се организирала опозицијата, затоа што во ваква ситуација ВМРО ДПМН 400 години може да владе. Нема никаква опозиција. Главната опозициона партија е од етнички аспект може да ја условно кажано да ја анулира. Притисок од странци нема. Така што се отвараат многу сериозни прашања и за СДСМ, и за кој би бил носител на опозицијата во Република Македонија, кои што се многу поважни од тоа дали тие ќе влезат во изборниот законник или нема да влезат да се изборат. Имам впечаток дека СДСМ во овој момент има задача да си ги намести тие 5-6 да си влезат како пратеници, знаат дека ќе изгубат, кој може со појавување да се доближи до лидерот, до едното друго, од кога по оваа констелација би загубиле да можат внатре партискиот систем, бидејќи нели Македонија нема многу малци имате идеологија во Македонија. Внатре партиските битки се, само што овај да довршам, пошто нели сме тројца, потоа веројатно ќе имаат и повеќе време. Во Македонија нема идеолошки движења. Не можете да се пробиете никако. Ние ќе се изборуваме, дел ние тука, дел са бајле луѓето на утринските емисии, кој се докопа до лидерот да се огребе тамо, да се упика, ќе го стават, ќе го наместат во споредба со тоа како ќе може. И токму поради тоа и таа внатрепартиска демократија е причина, односно недемократија, односно внатрепартиски пекол да некој што сака, јас не би ни сакал воопшто, например некој кој што би сакал да се пробие, тоа не може да го направи бидејќи таа архитектура е толку цврста,
таа архитектура е така поставена, Господ одозгора да се симне, нема да може да ја разруши, и тоа е една од причините заради која што ние Господе, немаме се може да разруши. Се сложувам, добро. Така да тоа е една од причините заради која што демократските процеси во Македонија според мене се уште се на доста ниско. Значи во такви ситуации Од повеќе аспекти го дадов одговорот. Да, според ова што вие според ова што вие го зборувате, бидејќи велите сепак сме ние унитарна држава, тоа е принципот на Дуј кој што инсистираше победник со победник. Тоа претходно не важеше, но дали во една ситуација да речеме на избори победи ВМРО или СДСМ, седно, втората поред партија е СДСМ или ВМРО, прават коалиција, нели, првиот и вториот. Тогаш кај нас тука се отвараат реалната етничка слика во Македонија не би можело да биде така, да победи една партија и после да рече ајде со здравје, нема да. Нели сме унитарна држава? Се сложувам. Или најнакрај тој што победил може да одбере кого сака. Па може да одбере како сега Бидејќи така и според уставот, тој што победил има право да се остави влада. Така е, но треба да се сноси со сите последици, може, така може, се може. Се може, ако гледаме така, и мечка има на интернет, оро, и таа може да игра. Значи, бидејќи овој принцип победник со победник е ова еден неформален договор, зборуваат за некаков мајски договор, не знам кој е тој мајски договор, каде воопште запишан тој мајски договор. Многу би сакал да воколку се случи да во еден етнички блок, да чисто да видам, ова не е во никаква иронија, овој дискурс да продолжи што го велите вие. Да рече не може, да пример да победи било која Дуи или Влен со резултат 9:1 и некој да рече не е никаква опрска. Јас не мислам дека тоа може да се случи така. Не мислам дека треба да се случува така, затоа што треба да ги следиме тековите на модерното живење и на модерниот свет. Но воколку е така што велите вие, е речиси невозможно да се изведе тоа. Со земањето, условно кажано, на поразениот кој што го почна Дуи, само што ова и готово, ќе имате време. Со земањето на поразениот како што го зема Дуи, предизвика да и ВМРО ДПМН во дискурсот главното објаснување беше така: не, вие ги земавте поразените, џабе вие сега овој резултат 114 со 90. Да, но како е според уставот, тој што победил има право да ја формира владата со кого сака. Нека ја формира. Друго во уставот не пишува. Ајде, господин Ристовски, околу овие дилеми, кој би бил вашиот став? Еве, околу тоа кој со кого би формирал влада и дали се согласувате со овие позиции на господинот Генчев? Колку имам 20 минути без прекинување? Не, имаме сега, ве молам, значи тројца гости имаме вечерва, сите ќе добиете под еднаков третман. Сега на некој прашање може некој повеќе да зборува. 20 минути без да прекинете, може? Не може 20 минути, повелете. Вака сега. Кој со кого ќе формира влада, како ќе формира влада, си е легитимна одлука на секоја политичка партија согласно изборниот резултат. И тука е чиста ситуацијата. Ние не можеме да бидеме бабавања па да проценуваме вака ќе биде, така ќе биде. Важно е да имаме ние систем. Нас ни треба еден системски пристап. Нас ни треба, ќе повторам, длабока системска реформа на политичкиот систем и ново устројство на политичкиот поредок во Македонија. Кај нас демократијата е длабоко искривена во самите почетоци. Самиот момент на формирање на технички влади и на инсистирање на опозиција да формира техничка влада кажува дека имате дисторзија во системот, кажува дека системот не ви е фундиран на здрави темели, кажува дека политичкиот систем ви се тресе во твоите именно тоа го збори опозицијата. Значи, нам ни треба една национална реформска комисија со меѓународни експерти да се зафати со темелна, длабока реформа на политичкиот систем. Јас ова по 10-ти пат го говорам и ќе го говорам нон-стоп. Во Македонија политичкиот систем и политичкиот поредок не се засновани на вредносен модел, засновани се на измама, засновани се на интриги, засновани се на задкулисни игри, засновани се на, не знам, симбиоза со некои центри на моќ и така натаму. Значи, во Македонија, досега, во овие 35 години, слободно како професор на политички науки, можам да кажам дека ние немаме изборен резултат во еден изборен циклус кој што може да кажеме дека бил кредибилен, дека бил здрав, дека бил валиден, дека бил искрен одраз на волјата на гласачите во Македонија. Сакате во албанскиот политички блок, сакате во македонскиот политички блок, сакате во целата држава и во целото општество. Ако вие знаете дека имате некредибилни
изборни резултати, каде што има отворени сомневања, отворени рани, отворени вентили, каде што можат гласовите да се одлеат и така натаму, тогаш тоа е аларм кој што треба да го разбуди општеството, треба да разбуди медиумската јавност, треба да ги разбуди политичките елити да преземат сериозни, радикални реформски чекори. Македонија тапка во место 35 години луѓе. Погледнете го бруто домашниот производ, стои во место, не мрда, ние не создаваме додадена вредност. Од тука општеството алармира. Значи, алармот звони дека ние мора да се зафатиме со длабоки реформи во делот на економскиот систем, со длабоки реформи, минатата емисија говоревме за правосудниот систем. Значи, ние сме разорено општество во дадена ситуација. Сакаме ние тоа си го прифаќаме или не, се додека ние погледнеме на вистината во очи, ние ќе тапкаме во место. Стандардот на населението ќе биде тој. Со овој бруто домашен производ вие не можете да задоволите 200.000 администрација. Не можете, таа ќе биде бреме на секој. Ќе биде бреме и на пензионерите, ќе биде бреме Исто долговлекува толку години, за зборува 100 години за реформа. Колку подолго го долговлекуваме тој процес, влегуваме во поголема и потешка агонија и сме во длабока жива кал, каде што едноставно општеството ни тоне луѓе, младава генерација ни отиде надвор. Со што ние може да ја задржиме, а ако не создадеме услови како систем, како држава, како општество, да го изнедриме тој творечки потенцијал на младата генерација. И уште еднаш ќе го повторам конкретниот пример, што и минатиот пат го говоревме, луѓе. Имаме аутсорс индустрија која што брзо, потезно расте во Македонија. Тоа се млади, интелигентни луѓе кои што од надвор носат додадена вредност која се троши во македонското општество и македонската економија од цирка 600 милиони евра годишно. Тоа се цирка некаде 70.000 млади луѓе кои што сами се вработиле со својот ум, со својата вештина, со своето знаење од меѓународниот пазар, создале додадена вредност за општество 600 милиони. Кажете ми една странска директна инвестиција во Македонија, која што вработила 70.000 млади образовани луѓе во Македонија и која што им дала нето плата во вредност од 600 милиони евра. Дајте ми една странска директна инвестиција и тогаш ќе ви кажам во право е владата и управата за јавни приходи што ќе им се товари на овие млади луѓе. Зошто 10 години на овие странски инвестиции им даваме ослободување од данок на добитка, им ослободуваме се и се што, кажете ми една од тие фирми на која што сме им дале грдни пари од државата како донација, вработила 70.000 луѓе и дала нето плати на тие луѓе од 600 милиони евра да се трошат во македонската економија. Значи, тако пример нема. Од тука ние како партија и јас лично сме поборници на либертаријанскиот модел. Луѓе, општеството мора да го ослободиме од секое бреме. Значи, мора да го растеретиме микро, малиот и средниот бизнис од товарење на државата. Од товарење на државата. Имате економетриски модели кои што во развиените западни држави дали сме ние во таква моќ економска за да го направиме тоа во моментот? Ама апсолутно, Бети, вие само да стане оваа држава. Ама дали тоа владата ќе го знае или нема да го знае. Само партнер со Бога да стане. Имаме ние сончеви денови, сончева енергија. Ние не го реформиравме МЕПСО. Ние не ја зголемивме дистрибутивната мрежа за да примиме таа моќна апсорбциона моќ која што денеска луѓе инвестирале стотици милиони евра не може да влезе се уште во системот. Зошто од Бога ни е дадено сонцето, не е тоа на владата. Потоа земете водата, вториот и третиот басен во Европа по издашност и квалитетна вода. Се Галичица и Солунска глава и Галичица. После Виенскиот басен. Македонија има почва, луѓе обработлива, здрава почва. Ние имаме 200.000 хектари необработливо земјско земјиште. Значи, само партнер со Бога да станеме во овие неколку елементи што Бог ги историл овде како благослов. Македонија никогаш нема да биде сиромашна земја. Добро. И во интерес на колегата ќе Ајде, господин Фаризи, дали имате сега и во однос на што го кажа Ристовски и во делот во делот на економијата, мислам дека темата е сосема политика, не дека но професорот се обидуваше публиска пиетата има околу. Но тоа што кажа професорот дека немаме кредибилни избори, јас мислам дека ние во минатото, односно во 2024 година, па и 2025 година,
особено за 2024 сега за парламентарни Добро, па и темата излезе со извештај дека изборите биле фери и демократски. кредибилни, така што, но најверојатно начинот целта му беше дека не се покажува таа моќта, вистинската моќ на политичките партии. Се надевам дека тоа, но опозиционите политички партии во 2024 година толку можеа, бидејќи моќта сепак беше концентрирана кај другите политички партии во власта, така што и се промени таа власт, освен со нови политички партии или стари нови политички партии во политичкиот плурализам во Македонија. Сега делот на тоа кој со кога ќе составува влада, во иднина се знае кој ќе составува влада, во секоја анкета покажува дека разликата само помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е 6:1. Тоа точно покажува кој ќе составува, кој ќе биде следниот мандатар. А во опозиционите политички партии, до 9 мај, нели, политичките партии кои го составуваат влијат, дали изјаве дека ќе го направат првиот конгрес и ќе состанува една политичка партија и ќе се знае барем кој е првиот, кој е вториот човек, бидејќи тие се одлучиле да имат двајца тама кои ќе се прашаат, но двајца лидери, едниот политички, да не кажувам другиот, па ќе работи во теренот, зависи кој како ги има силите, но пред се ќе се знае барем со кого треба да се разговара во таа коалиција, бидејќи 4-5 мина кои се во односно во нивниот состав, не се знае како ќе може да се договарат помеѓу себе, па не може да се договарат и помеѓу себе самите политички лидери, но кај нив сега ќе се намали моќта, бидејќи моето мислење дека ако се смени па законот за да пратениците да имат само едно државјанство, јас претпоставувам дека таму едниот ќе се елиминира, бидејќи мислам дека има двојно државјанство. Не, едниот многу ќе се елиминира. Јас си мислам за кај Влен мислам дека Чоку има две државјанства и мислам дека тој ќе се елиминира автоматски. Во Дуи тоа дополнително тие треба да се расчистат внатре, бидејќи во Дуи владее, бидејќи во последните денови, односно последните месеци, таа политичка партија се обидуваше да се реформира и така на тој начин се обидува пред граѓаните излегува дека е реформирана политичка партија, но за жал во таа политичка партија се сменат генерациите, но не се менјат менталитетот. Тоа е многу жално за таа политичка партија, бидејќи кога ги гледаш младите, пример по 20-34 години по медиуми или по социјалните мрежи, кажуваат дека се многу блиски со бившите раководства на ДУИ. Тоа покажува дека колку се тие зависни од нив. Така што јас мислам дека во албанскиот политички блок после 9 мај дури тогаш ќе се знае, односно ќе се подели кој е со Влен, кој е ДУИ, бидејќи вака имаме прилив на луѓе од страната на ДУИ, односно од Европскиот фронт, за секоја цел тие да може да станат функционирани, тоа тие клиентелисти. И мислам дека после 9 мај некако таа политичка партија ќе созре и ќе може да се чисти од луѓе кои се инфилтрирани внатре, само формално, значи физички се во Влен, а ментално се кај ДУИ.